Специјалното јавно обвинителство работи надвор од закон. Катица Јанева и нејзините обвинители единствено што почитуваат се политичките нарачки од хунтата на Зоран Заев за пресметка со неистомислениците. Со денешниот прес, Катица Јанева и нејзините соработници потврдија дека се слепи извршители на желбите на Зоран Заев и СДС. Во обидите да се замолкне секој што мисли поинаку и што може да се спротистави на антидржавните политики кои во моментов се реализираат. Само за подсетување, во моментов Државната изборна комисија е во оставка, а Зоран Заев најавува промена на името во исто време кога од Грција доаѓаат најави за предлози кои ги давал Заев, но и за проширување на опсегот на употребата на новото име. Во вакви околности, кога практично не постои институција која би го реализирала евентуалниот референдум за прашањето за името, СЈО по наредба на Зоран Заев тргнува во офанзива монтирајќи нови случаи надвор од законските овластувања против членови и функционери на ВМРО ДПМН, во обид да ги заплаши и пасифизира. Единствената цел на СЈО е да му обезбеди на Заев поширока поддршка за политиките кои ги реализира на штета на државата. Ваквото однесување на СЈО е кршење на законот со кој е формирана таа институција и за тоа мора да има одговорност. Незаконското однесување ќе биде предмет на истрага во оној момент кога правосудните органи ќе се ослободат од притисоците на оваа власт. Дали ќе има образување на Конгресот како што бараат 30 високи функционери на партијата? Тоа е внатре партиско прашање, како и досега, така и од сега натака ВМРО ДПМН ќе го решава врз основа на своите партиски органи, извршниот централниот комитет, и веднаш што има став по однос на тоа прашање ќе ви биде одговорено. Ви кажав дека ВМРО ДПМН има своји органи, сигурно дека ќе биде разгледана таа иницијатива и многу наскоро ќе има став во однос на тоа. Се најави од еден пратеник од ВМРО ДПМН дека има и такви блокади, се зависи од тоа до каде мисли дојде оваа политичка хунта која што е на власт сега. Во однос на Конгресот имаше и обвинувања дека се фаворизира само еден кандидат и дека партиски ресурси се користат за тоа. Точно ли тоа ве? Повторно ви кажувам дека тоа е поврзано прашање со внатре-партиските органи и за тоа не можам јас да ви одговорам, туку за тоа ќе мора да одлучуваат органите, каде што има една убава демократска атмосфера и заклучокот од таму ќе ви биде пренесен на сите медиуми. А кога ќе одлучуваат внатре? Тоа не можам да ви го одговорам, а сигурно многу набрзо. Добро, господине Котовски, како човек кој што претходно го водел Бутел, делот на ВМРО во Бутел. Овие барања, како што видов, тие 30 на подписници велат дека вие, баш тие луѓе треба да имаат малку поголеми образувања, тие да го бираат директно председателот. Ваше лично размислување за тоа, не така? Во однос на тоа ви кажав, значи тоа е сериозно прашање кое што треба да го разгледуваат партиските органи. И на оваа пресконференција не сум да давам тука личен став во овој момент, тематска е. И во однос на вашето прашање ви одговорив неколку пати, затоа не сакам да се повторувам. Значи, тоа прашање е конкретно, има иницијатива, на кој начин ќе биде одговорот спроведен, ќе мора да донесат одлука партиските органи, како што и кажува статутот на партијата.